Владината програма е гаранција за унитарноста на земјава, му порачаа социјалдемократите на претседателот Иванов и го прозваа што поскоро да го додели мандатот. Од Бихаќка велат и дека во наредните денови се очекува да продолжат координациите за избор на претседател на собранието како прв логичен чекор, а одлуката за формирање влада со ДУИ и покрај различни ставови за дел од албанските барања е конечна. ВМРО ДПМН се единствените кои што работат спротивно на државните и национални интереси на граѓаните на Република Македонија преку конфликтите, насилството и инцидентите што ги предизвикуваат со домашната и меѓународна демократска јавност во обид да се спасат од одговорност за сторените криминали и злоупотреби. Наспроти ова пак од ВМРО ДПМН вела дека трпението на граѓаните е прикрај. Доказ за ова, како што велат, се протестите кои речиси 2 недели се одвиваат низ цела Македонија. Пратеникот Крсте Јовановски порача дека ВМРО ДПМН ќе поддржи влада предводена од СДСМ доколку тие се откажат од платформата. Ние не отстапуваме од националните и државните интереси и затоа му нудиме на Зоран Заев да прифати поддршка од ВМРО ДПМН да формира влада, откако претходно јавно ќе се откаже од тиранската платформа и елементите содржани во неа. Ние, во интерес на зачувување на мултиетничкиот карактер на државата, му нудиме на Зоран Заев да прифати нови парламентарни избори заедно со локалните, со цел граѓаните да имаат можност да се произнесат и да кажат што мислат за тиранската платформа. Аналитичарите пак оценуваат дека објавувањето на програмата на СДСМ е стратешки чекор за да се изврши притисок врз Иванов да го додели мандатот. Притисокот кон Иванов ќе се зголемува и мислам дека не се невозможни и други опции, имајќи предвид дека веќе има некакво парламентарно наследство, тоа е силна алатка. Така што на крајот не е прашањето дали законскиот рок тече или не тече, туку дали сегашната власт има политичка волја да дозволи мирна транзиција на власт. Партиите на албанците подписници на барањата од платформата велат дека ќе го чекаат Иванов да го додели мандатот, па ќе ја усогласуваат заедничката владина програма. Според БЕСА, програмата на СДСМ допрва треба да се доградува за да ги опфати прашањата кои ги засегаат албанците. Од партијата на села велат дека откако Заев ќе го добие мандатот, ќе се формираат работни групи за усогласување на програмата. ДУИ не сакаат конкретно да ја коментираат програмата што ја објави СДСМ и само повторуваат дека барањата за двојазичноста на банкнотата и амблемите на униформите што Заев вели се неуставни, за нив се усогласени со уставот.